гости, а сега е време за гости. Нашата Ирена веќе ги пречека незините гостинки Симона и Елена, кои што ова утро ќе ни презентираат една многу интересна и можеби за многумина нова тема за која никогаш досега не слушнале. Добро утро, Елена и Симона, добро утро, Иренче. Се радувам што промовираме вакви нови решенија за иднината во исхраната и гастрономијата и ќе ве следам со огромно внимание, бидејќи од секогаш сонував да има нешто во мини издание кое што ќе ни гарантира здравје, оброк и нешто што нема можеби да ни одзема многу време за подготовки, така? Повелете. И она што е интересно, Суза, е дека еве сега баш дознав додека читаше вести, дека една шака е доволно од овие мини салатки, бидејќи имаат вистина голема и висока нутритивна вредност. Многу се богати со витамини. Така. Едва чекам да ги слушнам деталите, повелете. Ајде. Ете, почитувани, она што следува во продолжение, значи како што не најави Суза, е првиот разговор за ова утро. Да си ги представам гостинките кои што се до мене, ни пристигнаа веќе тука во телевизија Алфа. До мене Симона Ристовска-Вандовска, основач на Nourish Greens, и Елена Ристовска, графички дизајнер и маркетинг менеджер. Елена и Симона, добро ви утро. Добро ли дојдовте во утринската програма. Ке зборуваме за вашиот бренд Nourish Greens. Како што кажа и Суза, свежи локални микробилки и ова е иднината на гастрономијата и на здравата храна. Сега, ова е Nourish Greens, ова е вашиот бренд. Ова е нешто што вие ни го донесовте, а ние и донесовте и примероци овде во студиото. Имаме и фотографии, ќе видат нашите гледачи сет како тоа изгледа. Значи, за почеток, еве, сакам да ве прашам што значи брендот, што е Nourish Greens и како започнува целата оваа Nourish Greens приказна. Така. Пред се сакам да се заблагодарам за поканата и можноста да се разговара тука со вас. Драго ми е што е возбудлива тема и што давате простор на вака микробизнеси и ентузијасти кои што сакаат да произведуваат нешто што ќе биде локално и квалитетно. Nourish Greens има свое значење. Значи, зборот Nourish значи да се подхранува, да се негува телото, во случајов преку здравата исхрана, преку овие здрави микробилки, а greens е нели значење за зелено, за раст на растенијата, какви што се и самите микробилки. До идејата како дојдовме, ова е на некој начин инспирација од еден канал кој што е поврзан баш за здрава исхрана, кој што јас ајде би рекла поздрав начин на живот и негување на домашното готвење, на домашни оброци, кој што јас го основав уште во 2009 година, тогаш беше под друго име. И таму на некој начин јас богатувавме заедницата на луѓе кои што сакаат да се инспирираат, да споделуваат здрави рецепти. И моја идеја беше да представам дека домашното хранење и здравиот начин на исхрана не мора да биде досадно, туку може да биде нели инспиративно и разнолико. Од секогаш посакував да преку тој бренд, ајде да кажам, создадам некој свој продукт, меѓутоа не бев конкретно решена што би било тоа. И би рекла и дека до минатата година, до 2024, јас ја немав конкретно оваа идеја. 2024 година е пресврт за мене, професионален и на приватно поле. И оваа инспирација за одгледување на микробилки ми доаѓа поврзано со инспирација која што е поттекна Елена. Елена е мојата сестра. Би и дала и на неја простор да каже всушност како взаемно се инспириравме за да дојдеме до... Вие на пазарот сте веќе 6 месеци, значи од крајот на минатата година. И од самиот почеток се го градите својот бренд, така. Епа за инспирацијата, бидејќи како бренд менеджер, нели, како маркетинг менеджер, Елена да ни каже како дојде инспирацијата за сето ова? Инспирацијата дојде од тоа што јас сум дипломирана агроном по органско земјоделство, па така мојата љубов спрема здравиот начин на исхрана дојде до ова што е денеска.
Јас со сестра ми тогаш и предложив ајде да започнеме нешто вакво, нешто што ќе биде и ново на пазарот, нели, и како што знаеме веќе како оди времето, младите сакаат, нели, да го одберат тој поздрав начин на исхрана. Но во тој момент, додека јас си го барав патот во земјоделство, исто така си открив и друга љубов, односно дизајнот, па така почнав да работам како графички дизајнер. И кога зборувавме за целата компанија, јас си предложив на сестра ми зошто јас да не ја искористам мојата креативност и да учествувам во целиот бренд идентитет. Да. Па така јас учествував во дизајн на пакувањата, во дизајн на брошури, визит карти, целосниот бренд идентитет на социјалните мрежи и сметам дека доста сме креативни и правиме нешто на вистина убаво. Две сестри кога ќе се спојат заедно, успехот е на вистина неминовен. Сега јас ќе ги замолам колегите од режија да ги погледнеме веќе и фотографиите, а тука ќе сакам да ве прашам што се произведува Nourish Greens. Може и да искоментираме и да ги гледате горе на горниот телевизор фотографиите, може да ни кажете што се произведувате, бидејќи нас ни се гледа се дека е зелено и отприлика исто, нели? Меѓутоа не е така. Точно, да, секоја микробилка си има своја разлика. Ако ми дозволите, само би се надоврзала, бидејќи чувствувам простор дека можам тоа да го спомнам. Покрај тоа што взаимно се инспириравме со Елена и со нејзината насока, струката на која што она дипломираше, всушност таа на некој начин не спои заедно со тимот од професионалци кои што работеше на сите тие на напредните фитотрони, технологијата која што се користи за производството на микробилките. Тоа се агрономи, дипломирани на земјоделскиот факултет, кои што посветено и напорно работеа на изработка на тие фитотрони каде што ги одгледуваме микробилките. И тоа е, да речам, приказна која што започнавме со тоа. Тие се затворените комори каде што се одгледуваат. Да. Добро. Сега што произведувате? Произведуваме, значи, повеќе од 10 видови на микробилки сигурно има од оваа наша внатрешна затворена градина. Овие кои што се достапни за купувачите во маркетите се ротквица, рукола, брокула, црвена келераба, зелка, цвеклото си уште не е во продавници, тоа се произведува повеќе за гастрономијата, за рестораните. Сега нешто најново, буквално вчера беше промоција и на миксови, каде што луѓето може да уживаат во 4-5 видови различни микробилки, значи една кутија да се купи со 4 до 5 вида различни микробилки, да не мора да се купуваат, нели, одделно. На тој начин и вкусовите доаѓаат до израз интересно кога се комбинираат. Брокулата е една и од најбараните, најактуелните. Така да верувам дека може би некој изостави грашакот, микрограшакот. Ова тука што ни донесовте, зелка, ова е црвена зелка и руколата исто е една меѓу омилените кај конзументите. Значи, најголем дел од микробилките може да се најдат и во онлайн маркет и во маркет каде што се продаваат, а дел од микробилките кои што се поспецифични и од аспект на ароматичност, текстура и зачински вкус и од аспект на одгледување се одгледуваат специфично за угостителски намени за рестораните кои што преферираат да ги користат. Да. Сега ни кажавте, значи, што се произведувате, широка палета на зеленчук или микробилки, како се викаат стручно. Вкусот е ист. Така, ист како оние што ги јадеме. Цвеклото има вкус на цвекло, тоа мислев, зелката има вкус на зелка, иако изгледа вака како така, да. Детелинка, мене така ми изгледа. Да. Инаку прво реков не за тоа што мислев дека сакаме да кажеме дека вкусот е ист на сите микробилки, а секоја микробилка ист како на зрелиот зеленчук. Да, многу е приближен. Има некои разлики, може би е за тоа што станува збор на миксна сетила.
и текстурата е самата текстура е различна кога го конзумираме овој вид на зеленчук и зрелиот зеленчук, па можеби затоа води кон тие разлики. Меѓутоа, ароматичноста, суштината на вкусот, да, црвената зелка, ајде да кажам, има скоро идентичен вкус на црвената зрела зелка. Руколата исто така. Симона, сакам да ве прашам вака сега. Кажавме кога се сместивме тука дека доволно е да се јаде, да се конзумира малку нели од овој зеленчук, бидејќи една шака е доволно, си има многу витамини и минерали, да не се претерува нели со се. Затоа се викаат и нели микросалати, мали салатки. Да споделите некој рецепт и кои се придобивките, зошто луѓето би се одлучиле за микросалата отколку онаа салата со зрел плод? Така. Не би рекла дека може да се дека би требало да се водиме по некој конкретен строго определен рецепт, баш и затоа микробилките се практични и лесни за употреба, затоа што може да се додадат речиси во секој оброк. Ајде да кажам за се јадат свежи, исклучително свежи или може да се термички обработат, не? Како во манџичка? Ајде, сум видела дека грашакот може да се обработува термички, дека луѓе го користат и така. Меѓутоа, јас би рекла дека е подобро да се конзумираат свежи, нели, за да си останат што повеќе тие витамини и минерали кои што ги имаат. Од нив исто така е интересно што се изработува и песто. Може да се, ако ги имаме во малку поголема количина од нив, може да се направи песто, кое што би било ароматично и вкусно. Меѓутоа, најлесен и најпрактичен начин за нивна примена е буквално како додаток на јадење. Ајде да кажам за појадок во омлети, тортилји, кај дечињата во сендвичи ги ставаат и слично, за да нели можат полесно да ги конзумираат. Во смути, исто така нивната примена може да најде место кое што е доста практично, па дури и луѓе кои што не би преферирале да џвакаат зелени нели растенија. Да. Ги спомнавте децата. Сакам да ве прашам, тие вака во помала возраст избегнуваат да јадат, не сакаат, не им е вкусно да јадат салата, свеж зеленчук, па и еве термички обработен. Овие микросалатички мали Nourish Greens дали се препорачуваат за деца? Од која возраст, ако сам сигурно дека може да ги јадат, од која возраст и како да ги конзумираат децата? Така, секако дека самите микробилки, бидејќи се полни со нутритивни вредности, витамини, минерали, се од предност за користење кај дечињата за целиот тој нив раст и развој. И од досега што ми споделиле редовните конзументи кои што ги купуваат, нагласуваат дека ги додаваат кај дечињата во сендвичи, во тортилји и ги конзумираат. Секој дете си е своја приказна за себе, нели, е различно. Значи, секако дека се предност за исхраната кај децата, во поглед на воведување, тука веќе ако зборуваме за откако се воведува исхрана кај дечињата од најмала возраст, тоа би било нели од кај да речам годинка, сепак би оставила на тоа дека е добро да се советува нели со педијатарот. Тоа е чисто само поради воведување на некоја храна која што можеби е поспецифична, меѓутоа од аспекти на нивно одгледување, бидејќи не се користат никакви хемикали и пестициди, се одгледани само природно, секако дека и тоа е дополнителна предност што е безбедна за конзумирање кај сите луѓе, па така и кај дечињата. Се одгледуваат природно, така, во контролирани услови. Да ни кажете сега како се одгледуваат, ги спомнавте тие стручно, како ги кажавте, коморите. Да. Фитотрони. Фитотрони. Значи се и сакав да прашам дали во било кое време од годината растат или си имаат пролет, есен, како и останатите? Тоа е предноста всушност кај микробилките со затворените внатрешни услови во кои што се растат, дека нема годишно време кое што за нив е специфично, може да се произведат во било кое годишно време. Инаку процесот на растење е краток, значи од самото засадување на микробилките до бербата се потребни 10 до 15 дена. Кога го спомнавме процесот на растење, ќе кажеме само дека ова беше што? Ова е рукола. Ова е рукола, она што нели го сакаат најмногу конзументите, што го нарачуваат, и само да споменеме дека оваа рукола е
израсната буквално кога се договаравме за разговорот, значи има тоа беше една недела, 6 дена, така. Да. 6 дена и потребно е уште 2 до 3 дена и потоа се Така. вади од земја, така? Тоа се 5-6 дена од како е посадена, вклучително и незиното ртење. Добро. Така да не е само растот, бидејќи семето рте 2 до 3 дена, за некои до 5. И после тоа растенијата, микробилките, додека да стигнат до берба, имаат раст од 4-5 до 10 дена, зависи за кои микробилки станува збор. Некои од поспецифичните може и подолго. Така е. Сега, каде и како може да ве најдат сите заинтересирани? Само да кажеме дека еве вака се продаваат. Ова е таа опаковка Nourish Greens. Веќе се, значи, набрани од како да го кажам ова сега, садникот? Така да, ова е мал примерок на садник, инаку ние користиме големи садници. Да. Еве вака да се види, ова е дизајнирано Елена од тебе, така? Да, да, па сакав да има, не знам, некој пооргански изглед. Сите илустрации се различно, зависи од микробилката, така да сакав да го запазам тој органски момент тука. Така. Кажавме како може да ве најдат сите кои што би сакале да нарачаат од овие микробилки? Ние со директни нарачки се уште не ни е ниво план. Значи микробилките се одгледуваат, се берат, се пакуваат и се продаваат во онлайн супермаркет и во маркет. Ако ево ред да ги спомнам, значи најпрво почна со продажба во Farmer Boy маркетот за свежа и природна органска храна, која што и навистина ни отвори врати, ни беше поддршка уште во самите почетоци, кога тоа не е многу одамна, пред 6 месеци, да, пред 6 месеци. И исто така можат да се купат и онлайн преку онлайн супермаркетот Пакет. За сега се достапни на овие две продажни места, меѓутоа нашиот план е во иднина да се зголеми достапноста и продажбата и преку други канали. Па нови сте, млади сте нели во сето ова. Имаме уште да разговараме, можеби ќе се договориме следен пат да дојдеме ние кај вас, да видиме како тоа се произведуваат Nourish Greens на лице место. За жал, веќе разговорот мораме да го привршуваме. Јас мислам дека опфативме се, што е карактеристично за овие билки и ова е навистина одличен избор за сите оние кои што сакаат здраво да се хранат. Можеби не сакаат многу во количина салати, ама оние кои што сакаат, да кажеме, една шака е доволно да ги има сите оние нутритивни и здрави витамини во текот на денот. Ви благодарам за разговорот и следен пат доаѓаме кај вас. Благодарам, слободно поканете сте. Навистина уживав и брзо ми помина времето. Одлично, јас многу ви благодарам. Навистина беше ова и за мене многу корисно да се чуе. Честитки за овај баш чекор голем. Не е микро, туку е навистина голем чекор во промена на животните навики и верувам дека и следен пат повторно ќе не едуцирате за се што се однесува до иднината во исхраната и гастрономијата.